Елизабета Кузмановска. Таа ќе разговара со професор доктор Елка Јачева Улчар, таа е научен советник во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, а доби признание за својот труд и работа со 3 навистина високи награди, за кои што Бети ќе зборува повеќе во продолжение. Бети, добро утро, повели, кај тебе е вниманието? Благодарам, добро утро и поздрав од спомен собата на Крсте Мисирков и се наоѓаме во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, како што не најави Јована Костадиновска, ќе разговарам со професор доктор Елка Јачева Улчар, навистина добитничка годинава на многу признанија дипломи. Добро утро, како сте? Добро утро, благодарам, добро. Честитки за краток период, навистина врвни награди. Ке почнеме од наградата 13 ноември, што ја доделува градот Скопје. Морам да кажам дека навистина, кога ќе се добие едно вакво признание, може би и голема сатисфакција, на што се должи, на многу труд зад вас, не само за годината наназад. Па знаете, јас оваа година всушност наполнив 30 години работен стаж. Се работи во март месец 93-те и еве после 30 години работа, почнувајќи од помлад асистент истражувач до највисокото звање научен советник во Институтот за македонски јазик. Низ овие 30 години, ете, дојде времето за да ги собирам веројатно плодовите. Така е. Исто и од општина Велес, награда, ја ќе прочитам, за животно дело Гемиџи за 2023. Знам дека сите ви се драги. Може ли, еве, некако ова, вие го кажавте, 30 години работен стаж, меѓутоа за овие 30 години плодна работа, многу трудови зад вас, ако навистина ги раскажеме сите ваши трудови, се она што сте пишувале, што сте работеле, во која област е точно во институтот? Па вака, јас магистрирав на тема од историја на македонскиот јазик, конкретно на јазична анализа на кјустендилскиот триод, еден средновековен ракопис од втората половина на 13 век, што се чува во окружниот музеј во Кјустендил и затоа го носи тоа име Кјустендилски триод, а под менторство на доктор Вангелија Десподова, а потоа докторирав во 2005 година на тема од ономастиката, по-конкретно на топонимијата од Тиквешкиот регион, под менторство на доктор Љубица Станковска. Имате работени на доста речници. Да истакнеме некој. Па на речници. Јас од 1993 до 2006 година работев во Институтот за старословенска култура и таму заедно со мојата менторка Десподова, како и со колешките Марија Чичева Алексич и Сонја Новотни, работевме на изработка на старословенско-македонски речник со грчки паралели. Тоа е така еден мал речник во споредба со овој што се работи во Институтот за македонски јазик, кој што е со пообемен фонд лексички и со контексти, за разлика од овој нашиот. Понатаму во однос на речници имам работено исто така, работев на 6-тиот том од толковниот речник во издание на Институтот за македонски јазик, каде што сум сега вработена. И мислам од речници дека е тоа. Морам да истакнам и повторно ќе ви кажам честитки за вас. Министерството за образование доделува исто така награда научник за за минатата година, тоа за 2022. Така сте прогласили? Јас не имам добиено. Имам добиено награда од Министерството за образование и наука, но тоа е колективна награда, што ја доби цел колектив што работеше на речникот, на толковниот речник на македонскиот јазик во 6 тома. Тоа е во 2014 година, и ја добивме тогаш цел колектив, ја добивме наградата Гоце Делчев. Да, поврзавте со речникот, меѓутоа сакам сега да истакнеме, добивте уште една награда за наука. Добро, вашата веројатно малку
некоја забуна, нема никаков проблем. Тоа е она што зборуваме за речниците државната награда Гоце Делчев, што ја добивте во 2014 година, да. Ајде доста за наградите, бидејќи навистина вашата скромност е несомнена. Сакам да истакнеме навистина оваа година имавте и неколку промоции и специјално ве викнавме во нашите емисии за презимењата. Навистина морам да кажам едно уникатно, автентично и многу дело кое што е потребно и на јавност и на науката. Колку време? Мислам дека и тогаш кога бев апропо излегувањето на книгата, на вашата утринска програма, и тогаш кажав и сега ќе кажам, јас таа книга никогаш немаше да ја напишам ако немав добра подлога од моите претходници, од тие што тие мои колеги повозрасни, од нив за жал дел и починати, кои работеле на речникот на презимењата кај македонците. Значи, целиот материјал што се однесува до книгата моја, презимето кај македонците, всушност е екстерпиран токму од овие два речника. Се разбира, имав и јас некои своји мини истражувања, мини анкетирања и така натаму, но базата е токму таа и тоа всушност и го истакнувам и во предговорот од мојата книга. Сега во Мигов што работите, што пишувате? Вие сте немирен дух, постојано пишувате, присутни сте. Сега работам на две работи, но обично сакам кога ќе излезе за да кажам на што работам. Мислам дека наскоро ќе се дознае, па пак ќе дојдам во емисија да ви кажам зашто. Во меѓувреме заврши конкурсот на Министерството за култура, каде што со тим од колеги од институтот конкуриравме за објавување на речникот на топонимите од Воденско. Тоа беше еден проект на што се работеше пред 10 години во институтот и сега дојде време да го публикуваме заедно со, значи на тој проект јас бев раководител, а работев заедно со колешките Весна Миовска, доктор Весна Миовска и доктор Мери Момировска. Професор доктор Елка Јачева Улчар, сакам да ве прашам, 30 години зад вас работа. Еве има и млади кај вас докторанти. Што ќе им, како велиме секогаш, што ќе им кажете да продолжат, бидејќи навистина вашата работа мора да има продолжувачи. Јазикот е нешто што постојано можеби се менува и секогаш во науката се повеќе од потребни нови истражувања. И младите генерации што се во основните, во средните, на студентските денови, треба да го учат македонскиот јазик. Дали сум во право? Една ваша порака. И знаете, вие во моментов се наоѓаме во институтот, кој што представува всушност еден архив на јазичен материјал. Овде имаме јазичен материјал како собран, како од нашите средновековни ракописи, во кои се одразени јазичните црти на македонската црковнословенска редакција, а така и топоними во етничките рамки на Македонија. Имаме картотеки во кои е собран целото дијалектно богатство во етничките рамки на Македонија. Имаме картотека во која што се обработени лексички единици кои се среќаваат и во нашата убава литература и во нашата публицистика. Значи едно огромно поле за работа, само да има волја, желба да се работи. Има многу уште што да се направи за македонистиката, уште многу работи останале неистражени, а уште многу значајни проекти не чекаат. Односно, повеќе ги чекаат младите отколку нас, затоа што ние веќе сме, така да се рече, на залезот од кариерата, иако за еден научен работник таа никогаш не завршува, таа трае и по пензионирањето, се разбира, ако ве држи здравјето и умот. Да. Но, еве, например,
она што нам ни недостига и тоа што постојано го повторувам, што ни недостига во македонистиката, тоа е една нова, подновена академска граматика, потоа ни недостига етимолошки речник, ни недостига корпус на македонскиот, дигитален корпус на македонскиот јазик, нешто што сите и не само соседни словенски јазици, туку воопшто сите словенски јазици го имаат, за разлика од нас кои така останавме малку повеќе поради, морам да истакнам, поради неажурноста на нашето Министерство за образование и наука. Илка Јачева Улчар, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Ви честитам уште еднаш за овие награди. Ова е, како велите и вие, и ние ќе кажеме, само собирање на плодовите на вашиот долгогодишен труд. И јас ќе повторам она што го кажавте, за научникот нема пензија. Потребни сте на оваа држава, потребни сте за да пишувате, да создавате, бидејќи навистина мора да наследат следните генерации. Ви благодарам за поканата и за можноста да се гледаме во следна прилика.